Доколку се реализира повеќе од 1/4 од оние фамозни предложени илјадници метри квадратни кои ги предлага претходниот детален урбанистички план и на начин како се тие наместени, простор за јавен живот и зеленило таму немате. Следејќи логиката на приватна сопственост, кај нас перфидно се пласира верување дека нема потреба од конкурс, бидејќи земјиштето е приватно, а деталните урбанистички планови се доволни и тие даваат, нели, веќе поминале низ процедури и даваат насоки како да се гради. Јас навистина не знам како луѓе кај нас се дрзнуваат да градат, но и архитекти да проектираат на вака вредна локација, единствено повикувајќи се на авторитетот во на некоја планарска куќа или на проектанско биро, кои при тоа работат на ветрометина на едно транзицијско општество. Во планарско-просторна смисла, една од клучните безсмислици на начинот на кој се градат градовите во нашата држава изминатите 30 години е лагодноста со која приватната сопственост се прифаќа како добиено право, но не и како обврска. И сите инвеститори, следејќи максимата, нели, на правото на сопственикот, инсистираат да се добие најмногу изграден простор на својата парцела. Сите сопственици на парцели, не само инвеститори, сопственици на земјишта, без разлика колку тоа право создава проблем на околу. За жал, голем дел од вината на ваквите состојби во урбанизмот лежат во мојата професија, кај архитектите. Секако ние сме први што треба да бидеме посочени, бидејќи за жал целиот општествен контекст во кој никој не се грижи за ништо освен за себе, прави архитектите и урбанистите да се грижат само за профитот, па ако сакате и преживувањето на своите бироа. Ние како обучени специјалисти за создавање на просторот, сме оние кои директно ги спуштаат сите стандарди на градско живење, бидејќи сме спремни на огромни компромиси при проектирањето и многу често делуваме по линија на помал отпор, иако верувам дека сите се свесни што продуцираат. А тоа не е етичко. Општината има практично ист третман кога набавува, не знам, детергенти, сапуни, компјутери или и други средства за секојдневна употреба со склучување на договори за изготвување на детални урбанистички планови. Потполно исто. И конечно, кога немате прецизна мерка колку е доволно да се гради модерен простор, кога имате раштимани институции и сиромашен ислав, тогаш како ефект добивате крајно размазани, а просторно тотално неписмени инвеститори, кои бркајќи ги количините, што тоа е нешто што е материјално дофатливо, инсистираат на безсмислени инвестициски услови за град. Јас се извинувам за што вака грубо ги посочувам работите, но како поинаку да наречам план кој што на површина од десетина фудбалски игралишта се инсистира да смести онолка број на луѓе и на паркинг и на возила.